Ставот 2 е дека треба да опоменете некој кој што не се придружува до прашањето за кое што се дебатира, а ставот 4 е дека треба да се заштитува достоинството на собранието, што евидентно беше дека не се заштитува заради тоа што се лаже. И еве ќе се повикам, можеби го нема во ставовите, но секогаш кога јас ќе го спомнев координаторот на вашата партиничка група, човекот се јавуваше и не кажуваше по кој член, туку викаше ме спомна, заради тоа што бев спомнат. Јас се чувствувам должен да расветвам неколку лаги кои што се кажа. Прво, колешки, таа математика весела, дека сите заедно други партии, освен ВМРО, ДПМН на советничките листи имаат 20.000 гласа повеќе од нас, му доаѓа паралелно и идентично, како да кажете, ние и кинезите заедно сме 1,5 милиарда. Значи, ние и кинезите заедно сме заедно 1,5 милиарда и така е вашава весела математика за ова. Понатаму 10 пати го спомнавте режимот вака, има граѓаните 2 недели да видат како ќе се однесувате. За овие 2 недели во многу општини е направено многу повеќе него било кога во изминативе 4 години. Зашто не бидете искрена да кажете дека тој режим, ако бил таков како што вие кажувате, како сте можеле тогаш вие да влезете на работно место и да земете решение од тој режим? Значи не бил режим. Пак повторно ја искривувате вистината. Понатаму зборите тука коалиција, не можете со едни, не можете со други. Колешке, не знам дали знаете, веројатно не знаете ништо до што го продуцира вашата партија. Во општина Тетово, секретарското место припадна на македонец кој што е, мислам, член на ВМРО ДПМН. Во Тетово изгуби Дуи, сега победи Беса, така? Во општина Гостивар, директор на градинките, допред некое време беше исто така македонец кој што беше по редот на нештата с посученост член на ВМРО ДПМН. Како тоа ние немаме коалиционен потенцијал? Кој победи во Скопје? Знаете кој е коалиција во Скопје? Во Куманово кој е мнозинството на Советот? Кој го има мнозинството на Советот? Со кого сме коалицирале ние? И ние не сме коалицирале заради тоа што се согласуваме за зелената агенда, туку затоа што сме седнале со луѓето, сме нашли заеднички јазик и партијата Беса, која што беше на вашите пратенички листи, излезе човекот Билал Касам и кажа: "Ова е измамник кој што ја води владава, излегувам од владината коалиција." И ова е вистина, ова не е лага. И сега кој се служи со паушални податоци? За рекот, еве вака ќе ви кажам. Во 2009 година направена е интервенција во рекот, каде што капацитетот е зголемен за 25 мегавати. Во 2012-13 година направена е уште една интервенција во рекот, каде што се усогласени регулативите со Европската регулатива за заштита на животната средина. Тоа е од оние инвестиции кои што се направени во рек Битол. Сега вие можете да кажувате какви бројки сакате. На крајот од денот суштината е една. Дали во тоа време некогаш рекот бил доведен во ситуација да произведува 0% струја? Ние за тоа ви забележуваме. 0% струја. Никогаш, ви реков, последниот пат кога рекот произведел 0% струја е 81 година, затоа што 82 почнал да работи. Значи два пати во историјата. 81 година и 2021 година со Зоран Заев, Крешник Бектеши и Васко Ковачевски. Од аспект на довербата на влада, почитувана колешки, се до последниот момент, додека сме тука ние како пратеници, кога да ни го дозвола тоа деловникот, ќе ви го бараме тоа, затоа што е наше право и затоа што тоа е наша обврска. И ден поскоро има тоа два начина. Или ние тука ќе ве бутнеме преку ново мнозинство, кое што нема да престанеме да го правиме, затоа што во моментот сме 60-60 и затоа што ви требаше да киднапирате човек за да го заштити вашето мнозинство, или повторно да отидеме на брзи предвремени парламентарни избори и тие гласови кои што ги освоивме на овие избори да ги преточиме и за уште еднаш да ви каже народот дали таа ваша весела математика ние плюс кинезите 1,5 милиарда или реалната математика во бројки, а тоа значи прегазување во 43 општини заедно со коалицијата, во градот Скопје и разлика повеќе од 100.000 глас. Затоа уште еднаш замолувам да се придржуваме до деловникот, да разговараме само за прашањето кое што е тема на седницата и на крајот од денот да го заштитуваме достоинството на органот во кој што сега се наоѓаме, а тоа е собранието на Република Македонија. Благодарам.